Унапредување на екологијата, туризмот, но и поефикасна работа на советодавните тела за урбанизам и просторно планирање. Ова е дел од граѓанските иницијативи за целосно креирање на една успешна делотворна општина. Дали овој механизам се покажа како успешен? Овој механизам се покажа како добра пракса затоа што пред се користи локални ресурси, локална експертиза во одредена област, се занимава со прашање што се приоритет на заедницата и на одреден начин помага и на советите на општините кои што имаат вакво дело, меѓутоа и на градоначалникот и администрацијата да ги видат кои се тие иницијативи, конкретни разработени решенија и идеи кои што ги дават експертите за да се подобри одредена област. Што на ова велат градоначалниците? Како локалната власт се справува со спомнатите и други сектори од нивната работа, со цел успешноста да е на посекуваното високо ниво? Општината Штип успешно се справува во секторот на образование, во секторот на управување со градежно земјиште, социјалните проблематики и така натаму и слично, меѓутоа токму овие средби треба. Намерата за поголема автономија, зголемување на успешноста на децентрализацијата како процес што е во тек, се слушна на денешната Zoom конференција одржана во Штип на тема децентрализација, ефективни механизми за граѓанско учество. А на истата со своји мислења и ставови изнесоа министри, градоначалници, представници на граѓански здруженија, канцеларијата на USAID во Македонија и домаќинот на конференцијата, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип.